Расте бројот на ново заболени од астма во источниот регион. Загрижувачки е податокот што се повеќе од астма боледува младата популација. Но со навремени прегледи и контроли на пациентите во астма центрите, овие белодробни заболувања веќе навреме се откриваат, вели професор доктор Бисерка Јовковска-Каева. Овој центар има многу голема бројка на болни со белодробни проблеми. Сметам дека сме од голема помош и навистина голема задоволство ми е кога пациентите ќе кажат од срце колку се захвални, колку се благодарни, бидејќи навистина е проблем за овие пациенти да дојдат до онаа терапија која што им е потребна за лекување на нивната болест. Мислам дека се собира 20 на 30. Впрочем, ние и додека не ги погледнеме сите, никогаш не заминуваме, бидејќи жалосно е толкав пат да се помени за 5 или 10 души. Еднаш месечно во здравствените домови во Берово и Делчево доаѓаат вакви дисперзирани лекари се со цел да бидат што поблиску до своите пациенти. Проектот Астма центри во Македонија започна уште пред 2 години. Добра соработка со клиниката за пулмологија и алергологија, со професор Бисерка Каева, директорот на клиниката. Воспоставивме контакт и од тогаш почнавме со доаѓањето еднаш месечно на нивни доктори специјалисти во нашиот здравствен дом. Поарно што в Скопје идиш да чекаш, па ќе сме. Благодарна сум. Фала и многу што дојдат тука, поарно е тука да сме отколку в Скопје дојдем. Да не се третираме по пате, тука е поарно. Астмата е болест која не се лекува, но со соодветна терапија може да се контролира. Загадувањето, пестицидите, храната се клучните фактори кои придонесуваат за зголемување на бројот на заболени од астма. Во државата има околу 100.000 болни од астма, а секоја година се откриваат по 100 до 200 ново заболени. Инаку мото на денешниот светски ден на астмата се можеш да ја контролираш астмата и време е да ја контролираш астмата.